Општина Штип во изминатиот период од 4 години интензивно инвестираше во изградба на нови спортски терени и игралишта, а реконструирани се и повеќе училишни спортски сали. Фитнес зоната покрај брегалница се покажа исплатлива инвестиција, па така локалната самоуправа ќе продолжи во наредниот период да реализира проекти за фитнес зони. Во тек е тендерска постапка за изградба на нови фитнес зони, речиси низ сите населби. Во момент е тендерска постапка за изградба на 10 фитнес зони, кои ќе ги финансира општина Штип. Издвоени се 3 милиони денари од буџетот на општина Штип. Фитнес зони ќе се направат во сите поголеми населени места, значи вклучувајќи го 3 чешми, во сите населби во нашиот град, населбата Старка Рорман, планирана е фитнес зона во селото Чардаклија, во селото Селце, и нормално ќе бидат лоцирани на повеќе места во нашиот град. Фитнес зоните се покажаа како многу добра инвестиција, затоа што подеднакво ги користат и помладите, но и постарите. Во една прилика реков дека нашите постари жени, баби на 75 години веќе вежбаат и тоа е добро. Покрај фитнес зоните, општина Штип ќе продолжи и со формирање на нови пешачки и велосипедски патеки. Ќе продолжиме и во инвестирањето во велосипедски патеки и шеталишта. Знаете дека направивме проект за изградба на значајна велосипедска патека која ќе оди од населбата Пребек, преку населбата Железничка до аеродромот Сушево. Оттаму ќе се користи постојниот пат аеродром Сушево 3 чешми, ќе оди до Врсаково по ново изградената делница што сега наскоро ќе се асфалтира, а од Врсаково имаме комплетно инфраструктура направено, значи до Судик, до Долна Трогирис и до Балван, и рековме дека патеката која сега оди од 8 ноември па до населбата Балканска ќе продолжи до населбата Балван и верувајте дека ќе има некаде околу 40 километри велосипедски патеки. Тоа на нашиот град навистина му требаше. Она на што посебно ќе се даде приоритет е поврзувањето на велосипедската патека од Штип преку Радање па се до локалитетот Баргала.